Струмичани бараат итни мерки за решавање на проблемот со загадувањето. Граѓаните реагираат дека во попладневните часови се гушат во чати неподнослива смрдеа и бараат надлежните да ги превземат потребните чекори за надминување на состојбата со амбиенталниот воздух. Има, јас оти вечер излевам кај парко и почна да гуше и пече мангалот. И сега кажаме, жен, да не излеваш, седи дома, лошо вермина. Како треба да се реагира? Треба да се реагира за това, што треба власта да донесе некои апарат или што треба това да го санират. Иначе загадувањето смета на сите. Не само на мене. Поготово тие што имат астма, например, на них најмногу смета. И за тоа треба малку да се поведе сметка. Мислам дека се чувствува, да. Има една чудна работа само таму каде што живеам во новата Карапуш населба, веројатно дува повеќе ветер. Не се чувствува толку колку што се чувствува во овој дел. Вчера имав можност да одам и во другиот дел на Струмица кај Вапцаров училиштето. Таму па ден се чувствуваше загаденост. Општина Струмица денеска излезе со препораки за намалување на загадувањето и тие главно се во насока да не се користат возилата непотребно или да се патува со јавен превоз до населените места, а МВР да спроведе контрола на воведениот сообраќаен режим за тешки товарни возила. Преку денот сончевата Струмица навечер се претвора во зона на самракот во која што е невозможно да се дише. Со денови градот е еден од најзагадените во државата. Изминативе денови во Струмица PM10 частичките достигнаа над 500 микрограми на метар кубен воздух, поради што имаше силни реакции од жителите на социјалните мрежи. Одделението за животна средина информираше дека инспекторите се на терен и вршат контрола на индустријските објекти и приватните домови, но не прецизираа дали последниве денови детектирале проблеми и изрекле казни.